Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Се наоѓаме во оваа прекрасна околина покрај Крушевското езеро. Разговараме со градоначалникот на општина Крушево, Томе Христоски. Од инспектор во криминалистичка техника до градоначалник на општина Крушево. Ова е ваш прв мандат како прв човек на општината, малечка, но позната по своето богато историско минато. Секако со златни букви запишано во македонската историја. Како е да се биде градоначалник на Крушево, со оглед на тоа што доаѓате од институција која има посебна хиерархија, посебен начин на организација? Како е да се биде прв човек на оваа мала општина? Од една страна е предизвик, од друга страна е одговорност. Посебно за нашето Крушево, со историско минато, меѓутоа и град на историја, култура, традиција. Крушево го правиме едно поинакво и поубаво место на живење, каде е привлечна и примамлива дестинација за сите 4 сезони за туристите и посетителите кои доаѓаат во нашиот град. Имате ли можност и услови за работа и можност да го покажете она што сакате да го направите? И ние располагаме со многу мал и скромен буџет во зависност од тоа каква општина имаме, но единствено сме насочени кон фондовите како во нашата држава, така и надвор од неа, и досега успеваме, и тоа се котираме многу високо, да привлечиме се повеќе фондови и да ги насочиме онаму каде што ќе предизвикаат повеќе раст и развој на туризмот. Од друга страна, ние како општина и јас како градоначалник се изедовме обврска да ги решаваме и проблемите и потребите на нашите сограѓани. Колку тоа ви ги овозможува законските рамки, она што се нуди според законот, и дали тука сте оневозможени во некои аспекти и облици да не можете да го направите тоа што сакате да го направите како градоначалник? Иако не е децентрализацијата дојдена во наредна фаза, каде што ќе дојдат и музеите, да речеме, под локална самоуправа и многу други работи, каде што ќе имаме поголема надлежност и овластување да ги решаваме уште погорливите проблеми, изнаоѓаме начин, заедно со централната власт, да ги решаваме тековно проблемите, но и оние проблеми кои долги години и децени не биле решени во нашиот град. Повеќе треба да се координираме и ние како служби, и ние како локална самоуправа и она што значи централна власт, да бидеме координирани заедно да ги решаваме проблемите, затоа што проблемите не тиштат сите нас. И нас како град, и како општина, но и како држава. Затоа треба да ги решаваме онаму, не да ни диригираат како во минатото што беше од Скопје, и еден ќе кажува кои проекти ќе се решаваат, да не бидеме анархија, да бидеме онака насочени како што граѓаните бараат да се решаваат проблемите и она што е за нив потреба. Значи, има ли флексибилност во тој правец и дали имате можност да сами да одлучувате за проектите кои што ги реализирате и сакате да ги реализирате? Точно така, ние изработивме повеќе од 30 проекти, каде што за жал и денеска зборуваме за недостаток на вода за пиење, канализациони мрежи, инфраструктурни проекти кои биле долги години западнати. Ние имавме спортски објекти, до нив да стигнете требаше да газиме буквално кал до колена. И тие проблеми заедно ги решаваме, не слушаат централната власт, односно владата, сменат дослух и ги решаваме тековно и заедно работите. Кои се оние проекти со кои можете да се пофалите, да ги потенцирате, кои што ги имате изработено во текот на вашиот мандат, како сте градоначалник и со кои што навистина во голема мера им се олеснува животот на граѓаните и се разбира она што е потребно на еден град, што развива туризам, да ги привлече туристите, во што поголем број да дојдат во општината. Морам од почеток да нагласам дека без развиени села немаме развиен град. Крушево не го развиваме само туризмот, туку повторно ќе кажем ги решаваме оние проблеми кои навистина ги тиштат нашите сограѓани. Започнавме со нашите предизвици и она што граѓаните го бараа, изработка на резервари за вода. Почнавме од најмалото место во општината Белушино.
изработивме проект, го имплементиравме резерварот за вода. Исто така и во другите населени места, водоводна мрежа во село Саждево во должина од 2 км, 2,5 км, пристапен пат од 2,5 км кон село Саждево, километар до село Јакреново, Борино Житоше патот беше ветуван повеќе од 40 години, уште јас бев дете, може и не бев роден се уште, го реализиравме и тој проект, меѓу општинска соработка заедно со општина Долнени. Изработивме друг проект, поврзување меѓу општина Кривогаштен и општина Крушево преку селата Воѓани до Бучин, околу 10 км пат, потоа пристапен пат односно во улиците низ градот се реконструирани, санирани и одржувани повеќе, да речеме, од 5 км улици и во должина цела општина Крушево околу 50 км направени, реконструирани и санирани улици. Тука не застанавме, продолживме, но на вистина што беше потреба и барање на фановите, посебно на Тоше Тодор Проески, нашиот сограѓанин и поп икона, направивме достоен и онака како што треба, вечен дом на нашата поп икона, каде се уште е ден денес е амбасадор на нашиот град и нашата држава. Потоа ја реконструиравме спортската сала на Гумења, каде што знаеме во минатото се одржува и се одложува надпревари надвор дури од нашата општина, надвор од нашиот град, се одржува на друго место. Знаеме тука тренира Синалко, репрезентациите, имаме одлични припреми во моментов, висински припреми во нашиот град, каде повеќе репрезентации доаѓаат се уште тука да не посетуваат. Потоа горната училишна зграда ја реконструиравме комплетно и сакаме нејзината намена да биде да пренамениме во младински културен центар, меѓутоа во неја за прв пат ќе биде спроведена, односно инсталирана опрема за киносала и театарски представи. И така да имаме и доста други проекти кои и во иднина се во тек и во иднина ќе ги решаваме. На самото полетиште од аматерски надпревари, да речеме, продолживме, односно се одржа едно светско првенство во Крушево и каде сега денес се одржуваат 7 меѓународни надпревари, каде што е англиското државно првенство, словачкото, словенското, германското и така натаму. Што значи Крушево станува една од трите светски дестинации за параглајдерство и змајарство во светот. Како оценувате улогата на градоначалникот во соработка со Советот на општината? Колку Советот на општината ви помага или одмага во работата? Ако зборуваме за кохабитација, односно соработка меѓу Советот и градоначалникот, во моментот мнозинство има Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Крушево, така да одлично имаме соработка. Пред се овие да ги спроведиш проекти, треба и одлука на Совет, во позитивна смисла зборуваме, и решавањето на проблеми, она што го слушаме гласот секогаш на граѓаните, мора да оди преку Совет, за да ние потоа менаџираме и бараме одредени фондови и реализација на тие проекти. Доколку сакате да спроведете проекти во прилог на потребите и за поквалитетен живот на граѓаните, што би рекле за законите за урбанизација и легализација на локално ниво? Иако Крушево е споменична целина и заштитена целина военно, ние издајствувавме преку Министерството за транспорт и врски средства за урбанизација на Крушево. И преку ИПА фондовите обезбедивме урбанизација на сите населени места од општината. Буквално се градеше во населените места кој како сака и како знае и уме. Во моментов ќе бидат стопирани сите градежни активности, да нема дивоградби, и ќе го испланираме сето тоа да биде плански тоа направено и да предвидиме места каде што ќе се гради. Во градов исто така немавме викенд зона каде што граѓаните бараа места да се изградат сопствени викенд куќи или домување. Во моментов планираме една викенд населба во Крушево со урбанистичките планови и сите оние грешки во минатото сакаме да ги исправиме во поглед на дивоградби, да се легализираат, но онака како што треба, заедно со јавна дебата, секако со граѓаните на општина Крушево. И нешто околу планот на екологија, колку се внимава на тој проблем? Во изминатиот период, и зборувам за цел изминат период од градоначалничкиот мандат мој, спроведовме повеќе акции. Заедно со амбасадите наши, амбасадите кои
кои се тука во нашата земја, словачка амбасада, швајцарска амбасада, направивме повеќе акции за чистење и обезбедивме повеќе донации за каде што ќе се подобри јавната чистота и свест во нашиот град и општината. Ние продолживме и преку спроведување на повеќе акции, волонтерски акции во нашиот град, со волонтери, вклучувајќи ги основното, средното училиште тука со дечињата, каде што спроведовме повеќе акции за чистење и во наредниот период ќе ја покрениме свеста на повисоко ниво. Затоа што ако сакаме да направиме Крушево туристичка, примамлива и вистинска дестинација, мора да ги запазиме тие работи, она што бодат очи, да речеме. Според вас, што треба следно да направи централната власт, а што треба да направи следната локална власт во општината? Ако правиме паралела, она што се случуваше до 2017 година и денес, има огромна разлика. И во поглед на работа на локалната самоуправа, и во поглед на централната власт, онака како што е насочена во нашата општина и нашиот град. Ако сакаме да ја развиваме општината Крушево, и ако сакаме навистина да биде туристичко место, мора да имаме брзи и проводни патишта. Она што го барат туристите и посетителите. Сите странци кои доаѓаат не прашуваат колку е оддалеченоста од Крушево до најблискиот аеродром за да стигнат до своите земји. Тоа ќе бидеме насочени во наредниот период, меѓутоа општината ќе продолжи да се гради и внатре. Преку реконструкција на улици, патишта, кои во моментот ги имаме проектите, готови ни се и сме насочени на фондовите. Секој повик би требало да имаме и нов проект. Секогаш има пропусти и на локалната, и на администрацијата, и на градоначалникот. Ние не сме семокни, се знајковци. Значи, повторно повикуваме од тука, сакам да ги повикам не само нашите сограѓани, туку сите оние кои му мислат добро на Крушево. Дека секоја сугестија, барање до општината е добре дојдено, а ние преку нивните барања ќе дојдеме до реализација на многу проекти кои ќе значат развој на општината. Дали нешто би смениле во сваќањето на водење на една општина од периодот на предизборите, или како сте мислиле дека се води една општина пред да бидете прв човек на општината? Од една страна работевме по хиерархија, односно по систем на кариера, како што беше во Министерството за внатрешни работи и беше почитувањето едно поинакво, по-друго. Овде се работи за администрација и бирократија. За жал, бирократијата ни е уште на лошо ниво и морам да признам од тука и мора да се привикнуваме на новите активности, новите насоки кои ни се наметнуваат и кои треба да ги спроведуваме. Кои се тие? По оперативно работење. Повеќе излегување во пресред на граѓаните за да ги решаваме тековно и што побрзо проблемите. Дали променивте нешто во организацијата на работа во локалната самоуправа врз основа на тоа што имате стекнато од претходното работно искуство како полициски инспектор? Многу има разлика и мора да се привикнуваме и на тековните работи, оние што ги работат администрацијата и ги решаваме. Од почеток бевме брзи, пак морам да признаам, пооперативно сакав да се решаваат работите, меѓутоа има рокови. За некои прашања да се изработи, да речеме, одреден проект, треба рок од толку време за да се изработи одреден проект, а ние не сме научени да чекаме, како и граѓаните. Ние сакаме патот да го видиме трасиран и направен. За да дојдеме до реализација на тој пат, правец или одреден проект, треба да помини одредено време, од 6 месеци, година, дена. Крушево е заштитена целина, споменична целина, за одредени патишта дури чекавме за да ги реализираме 3 години. Одобрени од Министерство за транспорт и врски, Завод и музеј Прилеп. Таа бирократија мора да ја надминуваме заедно со централната власт. Мора да ги ослободуваме мерките за да може да се вложува во Крушево. Има доста фондови кои може да се насочат и чекаат на реализација и ние сме како општина подготвени, меѓутоа треба и централната власт да ги олабави тие мерки и тие бирократски, да речем, процедури. Како градоначалник, тоест како прв човек на општината, дали најдовте баланс меѓу работата и семејството? И баланс и дисбаланс. Зборуваме за домашните работи, од почеток ние со фамилијата и со сопругата децата ни се помали, се договоривме дека мора некој да оди жртва, меѓутоа жртва во поглед на не гледање дома, не толку
сепак викендите сме слободни, меѓутоа градоначалничката функција ја бараат 24 часи, што се вика. Дали тоа било проблеми со вода недостиг, дали тоа било со некои проблеми во реализација на проекти или било како инвеститори потенцијални кои ни доаѓаат во Крушево, мора да направиме одредена жртва и ние како политичари сегашни, но и семејството. И до сега сме разбрани, сватени и прифатено е тоа. И голема благодарност упатувам до фамилијата. Дали размислувате за уште еден мандат? Размислувањето беше мое првин граѓаните. Тие треба да одлучат дали овој градоначелник или било кој. Мој став е дали треба повторно да оди на уште еден мандат, дали доволно направи или дали можел уште да направи или не. Дали е тој човекот што бил подготвен и што реализирал одредени проекти и е подготвен за нареден мандат. Тие околу 90% од местните заедници, местните организации на Социјалдемократскиот сојуз веќе повторно ме предложија за нов кандидат, старо нов кандидат за градоначалник. Очекувам и централата во Скопје да ме предложи како единствен кандидат на општина Крушево за следен мандат. Дали би прифатиле? Секако. Тоа ќе биде предизвик и уште една одговорност и ќе одиме чекор повеќе. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk